Амандманите со една клучна ограда. 91-а ВМРО ДПМН беше до крај во парламентот, освен тројца пратеници кои не гласаа за амандманите. Љубен Арнаудов, Стојков и Доста Димовска, но овој пат во парламентот ВМРО ДПМН опозицијата која е блиска пратеничката група до лидерот Мицковски остана надвор од собранието. Заседаваше долго извршниот комитет, или мислам дека уште заседава извршниот комитет. Во овој момент нашите репортери јавуваат дека е закажана пресконференција и на шефот на опозицијата Христијан Мицковски некаде околу 19:30 и таа ќе имате можност директно да ја проследите доколку ги воспоставиме линковите. Цела вечерова ќе бидам со вас, ќе бидеме во напорите да се оладиме или да ги разбухтеме оние страсти кои се со доза на оптимизам или со доза на критички резерви кои мора да бидат стимулативни и за владата и за опозицијата. Да не должам многу, морам да ви кажам дека очекувам Весна Велкова од Собриската аула да излезе во прес-центарот и ќе ја вклучиме директно, а во меѓувреме се очекувам дека Дескот и редакцијата ќе се организира со репортери од седиштето на ВМРО ДПМН, каде што се очекува обраќање на Христијан Мицковски. Во студиото на оваа тема од Преспа до Брисел ќе разговарам со моите вечерашни гости. Бидете трпеливи, тоа се Ибраим Мехмети и Александар Кажаловски, двајцата од невладиниот сектор. А сега од Преспа до Скопје, преку Атина и до Брисел, се извинувам, телефоните се ваши, столовите се ваши, можеме да разговараме, можеме да полемизираме, но во секој случај да ги само за миг критиката да остане во опција, но да ги смириме страстите и да се доведеме во ситуација на разумно, ладно и критичко обсудување. Ако сте подготвени, еве јас се напијам една чаша вода и ќе продолжиме веднаш. Додека не пристигнат вечерашните мои гости за отвореното студио, уште еднаш подсорувам, тоа се Ибрахим Мехмети и Александар Кажаловски од невладиниот сектор, луѓе кои долго време ги следеа сите турбуленции околу усвојувањето на Преспанскиот договор и на усвојувањето на амандманите. Морам да ви кажам дека измината година измина макотрпни надворешно политички зафати, една макотрпна и морам исто така да кажем една храбра динамика на потези што ја изведе премиерот Заев во обезбедувањето на компромисот околу усвојувањето на амандманите. Можеме да не се согласуваме, можеме да го обвиниме, но во секој случај и ова е едно од богатствата на новите демократски процеси во Македонија. Сите овие обвинувања кои обично знаеме да ги кажеме врз основа на ставовите дека сега е темнина, црнила и така натаму, дека се прават обиди да се купат нови пратеници на ВМРО ДПМН, иако тоа не беше сторено, да речем условно, има една, исто така да речем, условен фидбек, а тоа е дека во Македонија не се купуваат прв пат пратениците. Условно да кажем, не се купуваат. И во времето на владата на Лјупчо Георгиевски, кога неговите позиции, неговата влада на ВМРО ДПМН беа комплетно разнишани, со можноста демократска алтернатива на Васо Топурковски да излезе од владата, тој сосема бескрупулозно откупи и ја распадне демократска алтернатива, купи 6-7 пратеници, формира нова демократска алтернатива. Некои од пратениците беа затворени во Крушево, се вратија, а со што се вратија не знам, многумина велат дека со полни торби пари, но како и да е, тоа е еден балкански менталитет. Не го преферирам и не сум задоволен, но е факт дека треба се подсетиме. Добро вечер за првиот гледач. Ало? Да, поверете. Добро вечер, господине Чомовски. Задоволство ми е во име лично мое и во име на цела една генерација на високи државни службеници кои што како експерти работеа во сите процеси на членство во Европската Унија,
од првата спогодба до спогодбата до кандидатскиот статус, во 3 акциони планови за членство во НАТО, отидовме во пензија. Со висок ентузијазам работевме. Си ги дадовме и времето, и годишните одмори, и не броевме ни стати, ни работа. Знаеме добро што значи Европска унија и НАТО. Тоа значи еден отворен пат со широки перспективи кои оставаме младите генерации што ќе дојдат, што себе ќе дојдени после нас, да го продолжат и да ги отворат и остварат за добробит на сите граѓани на Македонија. Денеска сум многу возбудена. Отидовме во пензија, мислејќи дека залудно сме дале 20 години од нашата работа, бидејќи не гледавме дека патот продолжува и се шири во овие изминати десетина години. Сега зборувам со цело срце дека ни се враќа надежда, меѓутоа и обврската дека оние што дојдоа, младите што не наследија, со исто ентузијазам ќе работат и со иста желба за својата држава да направат се најдобро во иднина, така да и 2025 како членство во Европска унија е можно, и 2020 како полноправно членство на НАТО е можно, останува високи професионалци и вистински ентузијасти во работата тоа да го остварат во име на цела една генерација на луѓе кои што предано работеа на овие процеси. Благодарам на господин Заев, на сите пратеници што ни ја вратија надежда. Добро, Со надеж се најдобро. Бидете на линија, ве молам, ако сакате се разбира. Имам едно прашање кое сите ние во последно време и од сега натаму ќе ги постуваме, дали вредеше, дали е, како што вие со оптимизам велите, целиот овој багаж на политички и дипломатски потези и усвојувањето на уставните амандмани. Јас сакам директно да ве прашам. Дали сте навредени што од вечерва сте граѓани на Република Северна Македонија? Знаете што? Тоа е нешто што апсолутно одговара на тоа што можеше максимално да се постигне. Ние учествувавме во сите тие процеси, во подготовка на преговорите. Сме биле високи државни советници, од заменици министри до државни советници, до државни секретари. Процесите ги знаеме во детали и знаеме дека е постигнато единственото и можно решение. И затоа сме задоволни. Македонија останува Македонија, а тоа што ќе е северна, тоа само значи дека другите делови од Македонија не се во нејзин состав и тоа е очигледна објективна вистина. Ви благодарам многу. Поштовани гледачи, само уште да ви информирам, во мапата на грото што на случувањата во овие мигови се на релација Скопје и Атина, не треба да подцениме дека германската канцеларка која имаше огромен влез на 8 септември со доаѓањето во Македонија и стимулацијата на Преспанскиот договор, ја завршува посетата на Атина со веќе очекуваната оценка дека спогодбата меѓу Ципрас и Заев е далекосежна и дека тоа отвара перспективи за стабилноста на регионот. Притоа морам да кажам дека и во Грција има исто така резерви кај тамошната опозиција на Нова демократија и Мицотакис, како што има и кај нашата. И Ципрас исто така се наоѓа на ветрометина, иако самиот тврди дека го има мнозинството за прифаќање на договорот од Преспа после усвојувањето на уставните амандмани. И она што Јункер го кажа денеска во Брисел, дека сосема е сигурно дека Заев и Ципрас како нови типови политичари ја отворија димензијата на новата балканска перспектива и му даде високо признание на двајцата политичари. Поштовани гледачи, вие сте директно во овој момент, мислам дека пристигнаа моите вечерашни и вашите гости Ибрахим Мехмети и Александар Кажаловски. Тие се познати додека нашата екипа не ги обезбеди техничките предуслови. Добро вечер за двајца да повелете. И натаму имате можност да се јавите во овој час. Истовремено очекуваме и директно вклучување на Весна Велкова, нашиот репортер од
od Собранието на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Со среќа нека ни е. Ало? Што да ви кажам? Ја посреќивте да речам, ајде. Нека е со среќа. Со среќа нека ни е. И со убаво со берите. Добро. Ало? Да, ве слушаме. Ви слушам уствари. Повелете. Со среќа нека е. Со среќа, благодарам. Имате уште Со здравје. со здравје? Уште? И се најдобро. За Македонија. Благодарам. Добро, тоа се составен дел на реакциите на граѓанството. Дали има уште некој гледач? Ало, Да, повелете. Христос се роди. Сте задосниле малце. Христос се роди. Сте задосниле. Зошто сме родители? Па Христос се роди пред 4-5 дена. Христос се родил, се раѓа секогаш во нашите души и срца. Добро. Овие денови ние до данија на празникот Божик се поздравуваме со тој празник, бидејќи се радуваме на тоа што Христос Добро, ви благодарам. Извинете. Така, ви благодарам на вас за мерката, но не сте на место. Сега, во однос на ова, од преспа во Скопје, кон Атина и Брисел, за жал, денес многу македонци ќе жалат, затоа што некои се потрудија да го уништат и да го избришат она што е запишано во Светата книга Библија, дека една држава која се нарекува Македонија се бриши тоа име. Во Библијата има на едно место таму во Откровението Јованово, каде што вели Господ, секој што ќе додаде нешто кон овие зборови или ќе одземе нешто тоа, ќе му се додадат сите порази што се запишени во книга или ќе се одземе од вечниот живот од него. Денес Светата православна црква ги слави и си спомнува за 14.000 дечиња од 2 години па надолу, што Ирод ги погуби, со надеж дека меѓу нив ќе биде и Христос, новиот цар што се роди, на кого ние му се радуваме, но за среќа на сите нас тој не успеа во тоа. Погуби 14.000 дечиња, но Христос остана да живее и ќе живее вечно, но денес некои сакаа да понишат Македонија, нема да успеат во тоа. Нека ликуваат, нека се радуваат, но она што е во Библијата запишано е ќе биде вечно. И само можам да кажам дека Ирод, кој што ликуваше кога ги погуби 14.000 дечиња, својот живот го заврши во црвоса, така речено, на живот црви го јадеа, пред да ја издае својата грешна душа пред Господа. Верувам дека и овие предавници на Македонија ништо подобро нема да ги најде, затоа што навистина се осудија да заменат, да променат име на она што е запишано во Библијата. Добро. Затоа нека ликуваат, сите нека ликуваат, ние ќе боледуваме, ќе жалиме, но нема да се согласиме со ова никогаш. Јас лично ниту документ ќе променам, ниту ќе признавам дека сум некојаш северен, јас сум секогаш македонец и ќе оставам во душата македонец и моите деца ќе ги воспитувам македонци и да ја сакаат Македонија во душата и во срцето. А овие што менуваат, нека го чекаат она што ги чека. Не сакам ништо лошо никому да посекам, али ги жалам затоа што предавниците секогаш ги наоѓа она што е. Што им следи затоа што тие сами одлучиле тоа да го прифатат, никој не ги натера на тоа. А кој ви го одзема атрибутот македонец? Па, нели сега ако сме северни, значи не сме македонци. Нели, и таму вели државјанство македонско, а националност албанско, грчко, бугарско, турско, српско, а македонско нема, за жал. Во своја држава немаме собствена националност. Сега молам. Па каде го има тоа во светот? Не се го прочитале најдобро решението, но не сакам да спорам во детали. Мислам дека сте грешка во однос на дефиницијата на македонско државјанство. Но, добро, ви благодарам. Се надевам дека во духот на христијанството не сите клетви ќе ви отадат на право место. Ја не ги колнам. Јас му се молам на Бога ништо да не ги постигне од тоа што може да ги постигне, затоа што тие сами паднаа под проклетство. Добро, благодарам. Ви благодарам многу. Дали има уште некој гледач и да почнеме малку една куса дебата на првите реакции по донесувањето на уставните амандмани. Добро, ако нема, добро вечер за Александар Кажаловски и Ибраим Мети.
Благодарам што дојдовте на право место во вистински момент. Додека стигавте беа усвоени амандманите. Двајца ја прашувам. Овој тип на политички, национални и етнички клетви нас ке не следи во еден подолг период. Како да се одбраниме од нив и како тие да ги канализираме во една позитивна енергија дека има некаков нов пат или некаква нов миг за Македонија, за Република Северна Македонија? Мислам дека е очекувана реакција, бидејќи во минативе, да не речам повеќе 10, може и 20 години, имаше толку многу дезинформации или може да речеме и пропаганда од тој тип дека ќе се изгуби ова, ќе се изгуби она. И нормално дека кај обичниот граѓанин се стекнува впечаток дека навистина нешто се губи. Иако во суштина, мислам дека не губиме нешто многу, бидејќи името Македонија останува, Северна е одредба. Затоа и ние сме реално на север, ако земе Македонија, таа географска како целина, ние сме де факто сме северниот дел од таа големата Македонија и мислам дека треба време луѓето тоа да го сварат. Што ќе биде компензација за реално оваа жртва на Македонија и на македонското политичко воство во овој момент? Да, мислам дека компензацијата ќе биде кога резултатите од овој процес ќе почнат да се чувствуваат. Се разбира дека тоа не може утре сабаре да се очекува, но мислам дека треба и Европска Унија и другите актери кои што ја поддржува Македонија во овој процес да се потрудат овие ефекти да бидат што повидливи, што побрзо. Да не се чека целиот процес да заврши, па тогаш да се осети дека нешто се променило, туку треба да бидат малку дарежливи, да речеме, кон Македонија и да дадат на знаење дека стварно ова вредело да се направи. Дека ова жртва вредела да се направи. Жалост, не се повторувам со прашањето, сосема јасно, дури кој год да си го поставите прашањето на една воданица од име. Како овој дел од негативниот набој и дел од позитивните очекувања да на оден начин да добијат некаков заеднички именител, некоја точка на топење во Република Северна Македонија? Па прво, бидејќи е таа за информацијата, да им честитам на владата и на премиерот Заев, иако јас сум против договорот и го знаат тие тоа, го истуркаа до крај, за многу мина неочекувано, но ете на еден или на друг начин, за жал, дури поддржувачите или приврзаниците на оваа влада не беа баш стрекни со начинот на кој се донесе, но еве го поминавме тој Рубикон. И прашањето е сега како понатаму и на конкретното прашање како да се надминува поларизација која има своја предисторија од тие 10-20 години претходно, меѓутоа за конкретниот од договоров мислам дека можеше многу повеќе да се направи во текот на самиот процес од некако качување на бродот, што го викам ја на ВМРО ДПМН уште пред да се потпише договорот. Верувам дека тогаш барем малку ќе имавме подобар договор, ако имаше консензус и од ВМРО ДПМН и потоа процесот ќе течеше полесно и помалку поларизирачки, преку референдумот, барем тогаш да ги придобија, па на крај со сето ова што се направи со амнестијата и ќе треба некоја време овие работи да избледнат. А најлесно ќе биде ако навистина станеме членки на НАТО брзо. Зошто навистина? Тоа има една нотка на сомнеш. Да, вчера или завчера се расправавме и го препрочитувавме договорот во кој прилично јасно и експлицитно стои дека во грчкиот парламент, значи откако еве кај нас помина се, во грчкиот парламент треба заедно да се ратификува договорот и да се изгласа протоколот за прием на членство. Значи Грција да биде првата која нема да се буни за нашето членство во НАТО, а после очекуваме никој друг да не направи блокада. Меѓутоа и Ципрас во последните изјави, а во меѓувреме и Заев и Шекеринска изјавија дека нема во исто време да се гласа, односно прво ќе се оди со ратификација на договорот, а потоа и не знаеме кога ќе биде тоа потоа, Грција може и година дена да го влечка тогаш ова прашање, на крај да биде последната што ќе го ратификува, можеби бидејќи тоа и нова влада ќе има таму, најверојатно неа демократија ќе добие, можеби да не дојде
на ред за гласање или да има нови остапки. Затоа мислам дека треба да се држиме до, тоест нашата влада да инсистира, па и НАТО, да додека е оваа влада во Грција и тоа овие 2 месеца, дури да не биде истовремено изгласано, да тоа не биде подолго од март оваа година, пред да се распишат новите избори во Грција да биде завршен процесот и тогаш ќе нема сомнеш дека ќе бидеме членка на НАТО. Овој тип на синопсиси превладуваше во дел од конзервативните медиуми на Запад, но кога тоа ќе оставиме во контекст на влогот на Меркел за Балканот, од Солунската агенда, Берлинската агенда, до тука на 8 септември и сега во мигот кога се усвојува тука, дали е тоа гарант? Дали уште мислиме дека византиците грци може да не преиграат условно? Ибрими? Мехмети? Искрено, ги разбирам и песимистите. Мислам, пак ќе кажам, после толку многу пропаганда против договорот, нормално дека постои скепса и ќе постои уште некој време, но не ми се верува дека Грција, која што мислам дека е сериозна држава, дека ќе дозволи да испадне несериозна во очите на меѓународната јавност. Бидејќи ако можеше Македонија покрај толку многу Отстапки. И отпор да го протурка овој процес, значи да го одржи зборот, подписот кој што го даде во Преспа, не верувам дека Ципра ќе дозволи такво нешто. И денеска на вести видовме дека Каменос рекол дека ќе се види со Ципрас откако ќе се заврши гласањето во македонскиот парламент. Мала винетка. Кој рекол дека јас сум дал оставка? Така е. И мислам дека тоа што он сакал да се види отпосле, за мене говори дека он нечел да се бламира, да речеме, пред време да рече добро ве поддржувам, а овде да не се изгласа. Ама штом се изгласа овде, верувам дека и он ќе продолжи да го поддржува, дека ќе продолжи да ја поддржи владата и овој договор и дека сепак тоа ќе се оствари. И посета на Меркел денеска мислам дека не може туку така да се негира во грчката јавност и имаше сребини со председател, со премиер и така натаму и верувам дека и они ќе најдат сили. А еве случајно да се случи такво нешто, мислам дека ние ќе бидеме како држава, ќе бидеме победници во очите на меѓународната јавност. Бидејќи сите знаат дека тоа беше доста болен процес. Но тука немаме ние многу кејф од тоа. Не, Затоа што немаме. ние со Хачката пресуда имавме голема сатисфакција меѓународната заедница, па Ова е малку пиевме млеко од чувства. во ред, ама мислам дека е пак посреда. Види, значи не може поинако да биде. Договорот пишува дека прво треба да се усвојат промените во уставот и потоа Грција тоа да го ратификува договорот и нели да даде согласност за НАТО. И они ако тоа не го направат, тоаш мислам дека ќе има големи турбуленции во дипломатската сцена во Европската унија и не верувам дека Грција може да го дозволи тој луксус. Особено што и нези треба поддршка особено од Германија, бидејќи они се уште се во не толку добра ситуација генерално и не очекувам дека ќе биде нешто некое големо негативно изненадување. Да не се разбираме погрешно, јас не сум песимиста, јас сум оптимистите, дури и цело време мислам дека ќе грците многу полесно ќе помине, не за друго, нив не им треба дури ни просто мнозинство, односно не им треба апсолутно туку просто мнозинство, значи дури со помалку од 150 гласови и ратификацијата и протоколот може да бидат и тие гласови ги има. Дури мислам дека Каменос така ќе игра како ВМРО што прави тука, ќе излезат од парламентот, ќе намалат цензусот и само со гласовите од Сириза ќе биде доволно. Така да верувам, барем јас верувам дека таму е доста полесно и дури брзо ќе отиде, меѓутоа беа симптоматични што и Ципрас, а и нашиот премиер и Шекеринска ги дадоа тие изјави минатата недела, што морав пак да го препрочитам договорот и буквално пишува таму дека во иста реченица се работите, дека заедно ќе биде ратификуван и протоколот и има опасност мало. Моите соговорници се во студиото, мислам дека имаме едно репортерско јавување, не сум сигурен од каде, дали од пред ВМРО. Да, Игор Повели. Те гледам дека си пред седиштето на ВМРО ДПМН. Повели.
Да, Чомовски се наоѓаме пред ВМРО ДПМН, неголемата опозицијска партија, каде што во секој момент се очекува лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски да даде своја изјава, односно обраќање, како што беше соопштено и официјално од самата партија, но иако веќе е 19 часот и 33 минути, се уште не е излезен партискиот лидер, односно Мицкоски, да го даде своето обраќање, кое најверојатно ќе се должи на уставните измени кои што се случија пред малку во законодавниот дом, каде што со 81 глас всушност се изгласа самите уставни измени. Што ќе биде, каков ќе биде коментарот на опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски, ќе слушнеме за некоја минута, каде што кога и ќе почне всушност неговото обраќање, како што е најавено, односно изјава за медиумите. Игор, заврши ли седница на Да, извршниот повели комитет? Чомовски. Дали заврши седница на Па, извршниот? веројатно е завршена и седницата, односно извршниот комитет на опозицијската партија ВМРО ДПМН, бидејќи во овие моменти се очекува лидерот на самата партија Христијан Мицкоски да даде изјава. Во овие моменти од самиот штаб веќе излегуваат и самите членови на партијата ВМРО ДПМН, односно членовите од извршниот комитет, но еве ќе почекаме за секоја минута, за некоја минута да видиме како ќе биде официјално. Игор, кажи му на камераменот да се фокусира малце и на капијата, да видиме кој влегува, кој излегува. Ако може да се спогодиш. Така, еве, во овие моменти, еве, директно ќе го замалам колегата Ристо Пејавски да го покаже кадарот токму кон капијата, од каде се очекува да излезе лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и да го даде своето обраќање пред јавноста. Добро, биди на линија, ќе те вклучиме директно, кога ќе побараш, мислам дека во меѓувреме во собранието треба да биде на линк Весна Велкова, нашиот известувач, ако камерата успеала во меѓувреме да се симне од галеријата во прес-центарот. Добро, во студиото се Кажаловски и Ибрахим Мехмети. Има едно прашање кое сега е важно, а тоа е прашањето на реакцијата на опозицијата. Дали тоа ќе биде адхок, дали тоа ќе биде еден потраен однос на ВМРО ДПМН на подигање на нивото на реакцијата контра власта се до претседателските избори и како мислите дека де факто институцијата собрание ќе профункционира во целиот нејзин капацитет? Да почнам, јас мислам дека однесувањето на ВМРО ДПМН на некој начин беше да него активно спречи ова што се случи сега, ама да во никој случај не го поддржи. Тоа е од две причини. Едно, да не се сметат тие за виновни за предавство, како што се вели, но од друга страна да не го блокираат процесот, односно ако владата успее како што успеа пред малку, да тоа помине. Тоа верувам дека ќе има игра за нивните европски партнери од ЕПП, од партијата, Народната партија на Европската унија и сестринските партии да покажат дека ете не направиле се што можеле да го спречат, а има многу механизми од да учествува на седница, па ако ништо друго, бар да се одложи донесувањето, како што 2 месеци се расправаше за избор на спикер, можеше и ова да се истегне толку за да наштети на процесот у Грција или да има протести поттикнати од нив и мал милион начини, но решија да сепак ќе остават владата да со тоа што со своите средства со кои располага да го направи тоа. И на една страна тоа ќе им биде покритие за европските партии, а од друга страна ќе го искористат во претседателската кампања дека ете тие направиле се и се биле против договорот, додека СДСМ биле предавниците, нели, и верувам ќе се обидат да го искористат тоа за свој ќар на претседателските избори. Но дали тоа ќе се случи, дали таквата математика ќе се рефлектира на самите избори, не верувам дека толку едноставно ќе иде таа математика. Па мислам дека ВМРО се заглави во својата замка, да речеме, бидејќи отиде премногу висока ја дигна топката во однос на овој договор и на уставните измени. Направи голема збрка, да речеме, и во самата ова европска
како се вика, Народни партии. Да, друштвото на европските народни партии Да. и ги натера на некој начин и Меркел и други личности дојдат да ги молат и они после тоа продолжи да бидат против, надевајќи се веројатно дека на крај нивното ќе биде. Добро, ама нели ја примија пораката дека тие се сестрински партии? Па ја примија пораката, ама очигледно не ќе да ја примат, затоа што они се надева дека нивната опција против договорот дека таа ќе надвладее, дека сепак они не очекуваат дека овие опозициони пратеници ќе го подржат овој договор и мислам дека тука беше главната нивна лоша проценка. И сега со ова што не се појавија во парламентот, мислам дека на некој начин сака да ја спушта топката, значи да не бидат кошничари, бидејќи главната порака како ни беше не го спречувајте процесот. Не мора да гласате, нема да ви замериме, ама барем да не го Ќе спречувате. видиме што ќе каже Мицковски. Мислам дека имаме нашиот репортер. Каржаловски и Мехмети се во студиото, а ние го следиме рапортот на Весна Велкова, која беше денеска собраниски известувач, каде што дефинитивно се усвоени амандманите предизвикани од договорот со Преспа. Весна, повели. Да, пред малку овде народните избраници го изгласаа новото име на државата Република Северна Македонија. Сите тие беа изгласани со 81 гласа за, ниту еден против. 33, 35 и 36 и уставниот законник беа изгласани со толку гласови. 34, амандманот 34, односно амандманот за преамбулата, така наречен, беше изгласан со 80 гласови. Најверојатно за овој амандман не гласаше пратеникот Панчо Минов од Гром. Инаку, целата оваа дискусија овде во собранието, всушност и немаше дискусија, целата процедура траеше околу 1 час. Единствено, Елизабета Канчевска-Милевска, одговорницата, го повика премиерот Зоран Заев да каже зошто не го прифати, зошто не беше прифатен нивниот амандман со кој бара Република Северна Македонија да се употребува само во меѓународната комуникација, додека пак за внатрешна употреба да се остане името, уставното име Република Македонија. Овој амандман не беше прифатен. Премиерот Заев образложи зошто не беше прифатен. Тој рече дека со ваквата двојна формула би водела во нови проблеми, би довела нови проблеми. Елизабета Канчевска-Милевска од говорницата ја обвини својата матична партија ВМРО ДПМН, нарекувајќи ги дека тие не велики дека тие не се предавници, туку се предавници оние кои побегнале од собранието и не го кажале својот став, односно не предложиле решение за овој проблем. Инаку овде во собранието премиерот Зоран Заев од собраниската говорница образложи зошто е прифатен амандманот на ПЕСА. Тој рече дека во делот на државјанствата е прифатен амандманот ПЕСА и рече дека македонско коса црта државјани на Република Северна Македонија во документите на албанците, те стои на албански граѓани на Република Северна Македонија. Тоа беше објаснувањето, односно таа измена. Инаку, целиот овој процес, односно на денешното гласање, следеше, предходеше дебата, расправа, договори, преговори меѓу Заев и Касами. Тие го бара токму, ова беше токму едно од нивните барања. Другите амандмани на Алијансата и на ПЕСА, самите партии, самите пратеници одовде од пред собранието ги повлекоа. Ова отприлика беше, вака течеше целата денешна собраниска седница која започна никаде околу 17 часот и 30 минути, како што реков, траеше многу кратко, се гласаше околу 20 пати целата онаа уставна процедура. И да не заборавам да кажам дека сето ова, односно оваа примена ќе стапи на сила откако ќе биде договорот од Преспа усвоен и во грчкиот парламент. Дајте ми поделба Чомовски? на екранот. Да, ти благодарам. Јас повеќе пати се обидував да те прекинам, зашто во овој момент во ВМРО ДПМН во секој момент треба Мицковски да излезе. Не весница, да. Да, извинете.
Сликата го потврдува можното обраќање на шефот на ВМРО ДПМН после денешната седница на извршниот комитет и денешното усвојување на уставните амандмани. Следите еден телевизија, Христијан Мицкоски, директно од председништвото на ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани на Република Македонија. Денес извршниот комитет на ВМРО ДПМН заедно со пратеничката група на ВМРО ДПМН беше во постојано заседавање и ги донесе заклучоците кои ги изразуваат нашите политички ставови. Прво, ВМРО ДПМН не ја поддржува промената на Уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија, промената на идентитетот, културата и историјата. И тој став е непроменет и конзистентен и се темели на партиската идеологија, партиската програма, резолуции, акти, документи и е базиран на одлуката на народот, потврдена на референдумите на 8 септември 1991 година и 30 септември 2018 година. Второ, ВМРО ДПМН смета дека промената на Уставот со цел промена на уставното име, промената на идентитетот, историјата, културата и образованието се направи на противуставен, противзаконски, нелегитимен, насилен и криминален начин, по пат на притисоци, закани, уцени и пазарења. За нас, за историјата, но и за иднината е значајно што одлуката за промена на името, идентитетот, културата, образованието и историјата е одлука на 81 пратеник, но не е одлука на македонските граѓани. Со ваквата одлука се суспендира волјата на граѓаните и самиот начин и постапките до кои се дојде. До сето ова представуваат чин на предавство. Трето, со договорот од Преспа се нанесува огромна штета и неправда врз самата македонска држава, македонските граѓани, врз минатите, сегашната и врз идните генерации. ВМРО ДПМН ке стори во иднина се што е во негова моќ оваа неправда да биде исправена. Четврто, денес се покажа дека Македонија со Заев губи и доколку овие луѓе од СДСМ на Зоран Заев останат на власт, Македонија ќе продолжи да губи. И на ова, и на сите други полиња, и во политиката, и во економијата, и во општеството, секаде. Затоа ова мора да престане. Затоа ова мора да се промени, а ќе се промени само доколку овие луѓе си заминат од власт. Токму поради ова, а врз основа на погода кажаното, ВМРО ДПМН бара веднаш распуштање на парламентот и одржување на воредни парламентарни избори заедно со претседателските избори, според законските прописи и врз основа на минатото искуство. На овие избори ВМРО ДПМН ќе победи и така волјата на мнозинското граѓани ќе биде испочитувана. Почитувани со граѓани, народот, вие давате и земате власт. Затоа избори. Избори се потребни на кои Заев ќе падне, а Македонија ќе победи. Избори на кои народот ќе има можност да каже каква Македонија сака. Северна Македонија на Заев,
во црнила, понижена и застрамена, или Македонија на народот, горда, напредна и почитувана. Овие црнила на Заев ќе бидат поразени на тие избори. А Македонија ќе победи и зората ќе огрее. Ви благодарам. Побаравте вонредни предвремени парламентарни избори како што потенциравте вие. Какви чекори ќе има ВМРО ДПМН во собранието доколку еве владачкото мнозинство не се согласува на вашето барање? Ќе почекате во периодот што следи, ќе ги видите чекорите на ВМРО ДПМН. Она што е важно е што потребно е час поскоро да се одржат тие вонредни предвремени парламентарни избори, за да може мнозинството граѓани да му каже на Зоран Заев одговор на ова што и го направи на Република Македонија изминатите нецели 2 години, на и она што и го правеше на Република Македонија откако стана председател на СДСМ. Дали се размислува можеби за опцијата за бойкот на собранието, да го напустите собранието како претеничка група? Имаме такви искуства од минатото. Имаме искуства секакви во минатото, сите опции се отворени. Она што денеска се случи представува црн петок за Република Македонија, за граѓаните на Република Македонија, за македонскиот народ, за македонската нација. Како се памти вашиот став во историјата на Македонија? Мицковски одговара во овој момент. Ставот на ВМРО ДПМН е конзистентен. Тоа беше обраќањето на лидерот на опозицијата. Христијан Мицковски побара воредни парламентарни избори, црн петок и очекување дека со евентуална победа на следните парламентарни или председателски избори овој договор можеби нема да функционира. Горд и почитуван народ. Дали е тоа алтернативата? Кржаловски и Мехмети. Мислам да ви кажам, мене ми звучеше ова малку говор како од некое друго време, доста патетика, а мислам дека не соодветствува со реалноста која што денеска се случи. Не може да очекувате од во мигот кога се усвојува договор кој носи конто на власта дека он опозицијата тоа така глатко ќе поддржи или премокри. Јасно е, да, така е, меѓутоа сепак сонцето ќе огрее, наш речникот ми звучи малце као вонвременски. Па мислам, кажав и во претходното излагање дека пресметката не е баш така едноставна, дека и да има голем отпор или разочарување од ова што се случи денес, дека тоа на избори нема туку така да се рефлектира. Дури мислам дека и бетар ќе поминат ВМРО ДПМН ако има сега парламентарни избори, бидејќи ние направивме неколку анкети додека траеше пред референдумот, па потоа, и иако во еден момент ВМРО ДПМН се доближи на 1% до СДСМ, откако помина 19 октомври почетокот на уставните измени, разликата се качи на 5% и мислам дека со ова само ќе се зацврсти таа, бидејќи нели народот реагира со победникот, ова ќе се доживее како победа на СДСМ, бидејќи го истуркаа процесот и генерално тие што се неопределени ќе решат добро да видиме сега како ова ќе тера понатаму. Второ, не гледам причина во моментов за СДСМ и ДУИ особено да прифатат предвремени избори, а добар тест ќе бидат председателските и доволен тест, кој како стои со рейтинзите и како народот гледа на овој чин денеска, ќе се рефлектира и само со председателски избори. Мислите дека председателските избори ќе бидат првиот валиден тест на реакцијата на гласачкото тело, или како што вели Христијан Мицковски, народот нели ќе победи, со оглед на фактот дека до тогаш би требало реално да стигне аберот од Брисел за НАТО. И дека тоа би било коштичката на Заев и на идниот нивен председателски кандидат. Мислам дека ќе биде, додуша има доста непознати тоа со консензуален кандидат, дали се да се меѓу да со заеднички кандидат, дали ќе има и повеќе цела во оваа коалиција што ја поддржа ги поддржи уставни измени, дали ќе се собере како со еден кандидат, па сите да бидат против ВМРО ДПМН. Не верувам дека тоа ќе се случи и затоа мислам дека баш така ќе биде тест за рейтинзите. Мислам дека секако тоа ќе биде еден тест, не толку многу за партиите, колку што ќе биде тест да се види колку народот го прифаќа овој договор. И верувам дека така и ќе биде, затоа што мислам дека луѓето се уморни од овие натегања натака навака напред назад и конечно мислам дека гледаат ќе видат со
процес дека нешто ново се појава на хоризонтот. Сите се жалат дека нивните деца бегаат во странство, што е реалност. И главната причина се гледа токму во тоа што ние сме блокирани во време и во простор. И со ова мислам дека се отвара една перспектива и дека граѓаните тоа ќе го препознаат. Бугарија од кога влезе во ЕУ и НАТО и избега 1 милион за Хрватска и да не зборам. Сега во момент велат 170.000 стручњаци во овој период заминале од Хрватска. Ама има и во Бугарија што дојде јадници имате право, да. од запад. Сакам пред да бидеме во вестите малку да бидам малициозен. Ви личи ли овој пристап во кој ВМРО се дроби на одреден начин? Овој дел на фракцијата на 8 на пратеници, без оглед на методите кои беа прилично брутални од Заев со амнестијата и така натаму, но како ви личи тоа од аспект на големиот патриот кој сега повторно ги бодри своите од Будимпешта во Македонија и одговорот на Јанкуловска кој беше апсолутно брутален, иако не можеме да заборавиме што све под неговата директива стори. Дали е тој оној очекувано сидро или сито на раслојување во ВМРО ДПМН? Па може така да биде. Ја точно мислам дека поголем предизвик за ВМРО ДПМН ќе биде да одржи кохезијата внатре во партијата и да успее да повтори некои од успесите во бројот на гласови што ќе бидат освоени. Иако може да се очекува и тие секако очекуваат повеќе гласови, зависно каква ќе биде констелацијата на претседателските избори, дури да победат. Ја не верувам дека тоа ќе се случи во овој период и пак ќе речам ќе предизвик бидејќи прашање до душе и како се стигна до овие 8 пратеници, дали тоа беше маневар на Заев или можеби е договорено со се ВМРО ДПМН. Ќе читаме веројатно во некои мемуари за 25 години. Така да прашање како се тоа се изведе и колку е вклучен или не вклучен ВМРО ДПМН во тоа. И можеби е една поголема игра окей, сега ние ќе попуштиме, ама на избори очекувате смена на власта и слични Не работи. сакам архивите сотра после 25 години, има и ново е обич што преска го спомнал како Љупчо успеа да ги купи пратениците на Цилето Пурковски, тоа со дебели пари, па е изведена целата операција за опстанок, што инаку е дел на цепењето на политичкото ткиво во Македонија. Албанскиот фактор. Дали тоа Касами играше заедно со Заев да е набилдаат атмосферата, или и за едниот и за другиот имаше амбиент што поголема тензија, тоа поголем е нивниот влог на преговарање. Дали сега дефинитивно за албанскиот блок се остварени приоритетите, не зборам од тиранската, туку и од програмските цели? Во секој случај не мислам дека тоа било договорено, и не без толку голем фактор со кој може да се игра таква голема игра, бидејќи тоа е сериозна работа. Повеќе мислам дека без се играше за себе и на некој начин половично барем успеа да го остари, бидејќи беше маргинализирана. И мислам дека тоа беше главната цел. Што се однесува до отстварувањето на програмските цели на албанците, мислам дека доколку се успее да се најде договор помеѓу партиите и да се добие консензуален нов председател на државата и да се подпише законот за езиците, мислам дека многу работи ќе бидат порелаксирани. И верувам дека на тој начин има уште работи, не ова со 20% во уставот, мислам дека тоа треба да се смени. И тоа кога ќе се направи, мислам дека работи ќе бидат многу порелаксирани за подолг период. Барем така јас мислам. Ќе преовлада ли на следните избори концепт на Заев за граѓанската димензија, а не етничката димензија и во пенетрацијата на избирачкото тело и во изјаснувањето и така натаму? Зависи како ќе биде целој овој процес перцепиран од албанците, бидејќи најголемата популарност се имаше Заев после изборите 2016, каде што освоија 20% албански гласови, а потоа се качи на 25-6%, меѓутоа од тогаш постојано паѓаше се до 19 октомври, кога се успеа да се изгласаат почетокот на уставните промени и повторно рипна на прилично рекордно ниво, ама дали тоа ќе се одржи ќе биде
прашање како албанците перцепираат колку е тоа негов успех, а колку на другите партии. Поштовани гледачи, и се заблагодарам на моите и вашите вечерашни гости, Александар Кржаловски и Ибрахим Мехмети. Разговаравме ад хок и коментиравме после денешното усвојување на уставните амандмани. Гордана Дуњак, што ти го ми испрати реакција, веројатно по некој од порталите, високата представничка на ЕУ Фредерика Могерини и Йоханес Хан во заедничко соопштение упатија искрени честитки, цитирам, за гласањето во парламентот за уставните измени денес. Политичките лидери и граѓаните ја покажаа својата решеност да ја искористат ова уникатна историска можност во решавањето на еден од најстарите спорови во регионот и решително да напредуваат на патот кон Европската Унија. ЕУ силно го поддржува овој договор кој создава пример за помирување во регионот и за Европа како целина. Прва реакција на Хан и Могерини, може да очекувате вакви сега реакции од Вашингтон до Брисел, еден кош кои веројатно ќе бидат систематизирани. Ви благодарам. Вас ве испрекам дома, јас морам да одам на другото место за вестите.